Добро вечер. Недела 20 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 65 до 70 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе побараме во интервју со Насер Зебери. Беше министар за труд и социјална политика, беше владин вице-премиер во кабинет на Бранко Црвенковски, беше пратеник од редовите на ПДП, на времето најсилната политичка партија во Република Македонија, и гледате на таква брилјантна политичка кариера или правничка кариера ќе биде во сенка на оној моментум СЕО Албанец за премиер на изборите на 15 јули 2020 година. Всушност, тој е човекот кој во еден критичен момент, тој е 2020 година, кога Зоран Заев тргнува против Али Ахмети, ја спасува политичката кариера на Али Ахмети. Бидејќи поради короната беа пролонгирани за 3 месеци изборите 2020 година, дуи можеше или доби време да ја смени политичката мантра на тие избори и излезе со платформата СЕО Албанец за премиер. Насер Зебери, или црната кутија на политичките процеси во албанскиот кампус и на македонската политичка сцена, ако досега сте имале некој оправдување дека не знаете што ќе се случува како политичка разврска, после ова интервју сите работи ќе бидат јасни. 65 минути интервју со Насер Зебери, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер, Насер Зебери, црна кутија на политичките процеси, посебно во албанскиот кампус во Република Македонија. Црна кутија, нели, во позитивна смисла, човек кој многу знае. И преку вашата кариера, која трае 32 години, сите тие процеси можеме да ги прочитаме, да ги анализираме и да видиме зошто се случили и во кој правец ќе одат сега работите. Добро вечер. Како сте, што правите? Добро, на работа со многу проблеми, со малку можности. И ми сега требаше ПСЕО да бидете Албанец за премиер, ке ве зима од дома, ке ве носе на работа, странци ке ви ги решаваа проблемите, ке пиевте кафе со амбасадорката, кој пие кафе со амбасадорката му се решени проблемите во Република Македонија? Па не секогаш, понекогаш тие кафиња отварат и проблеми, но без оглед на тоа, значи јас сум таму кај што сум, не сум ПСЕО, не сум прв премиер албанец. Испадна Тала Џафери. Испадна Тала Џафери. Гледате, значи снајперот има секогаш многу поголема улога во политиката отколку книгата на правен факултет. Бидејќи војна академија има завршено Тала Џафери. Тоа често се случува. И во политиката, за жал, не секогаш најкомпетентните добиваат шанса. Добро, ви изненади ли, например, изборот на Тала Џафери? Бидејќи тука имаше една млада екипа на ДУИ, Буер Османи, Артан Груби, кој веројатно се гледа како ПСЕО Албанец за премиер, во излакта на некој начин вас, бидејќи вие бевте веројатно првата опција кој ќе требаше да биде ПСЕО Албанец за премиер, и испаѓа Тала Џафери. Дали е за вас Тала Џафери изненадување или очекувана премиерска разврска во Република Македонија? Првата година се проектира личности од овој калибар што ги спомнувате, и јастребите, младите јастреби. Артан Груби, Буер Османи. Така. После 2 години веќе мене барем ми беше јасно дека тоа нема да се одвива така, бидејќи негативниот набој кон тие личности стана невозможна мисија за ДУИ и за Али Ахмети да тоа биде финализирано во таа насока и се бараше друго решение. Трето, значи, некој трето. Трета опција, да. Како ние велиме економијата, second best solution, значи не прво оптимално, туку второ решение. Скрос искрен да бидам, и јас на некој начин ја предвидував ваквата разрешница со Тала Џафери. Со Тала Џафери. И на таа тема имам разговарано дури со него. 2 месеца пред да се соопшти, јас бев на разговор викнат од Ахмети за да разговараме на оваа тема. Добро, господин Зебери, ви понудија ли вас да бидете технички премиер? Вие рековте во интервјуто минатата година дека вие не сте прателе да бидете прв вице-премиер во владата, значи да бидете Артан Груби пред да биде. Не сум сакал да бидам член на владата со сите можни опции кои ми беа понудени, министер за правда, политички систем, вице-премиер, бидејќи договорот кој вие го имате со Али Ахмети таа 2020 година, вие всушност го спасувате, нели, Али Ахмети таа 2020 година, да биде поделен мандат од 2 години СДСМ, 2 години. Да.
или во неможност, бидејќи малку и необјективна, нереална беше таа поделба, бидејќи СДСМ сепак така, зашто на крај политиката се сведува на бројки. Аритметика чиста. Така. И како последна опција која можеше да биде прифатена 1 година. И во прашање беше дали прва или последна. Ете, господине Зибери, сите кои го спасија во наводници Али Ахмети изминатите 4 или 5 години, се на некој начин пуштени низ вода. Вие, СДСМ со неправење на овој Европски фронт, бидејќи ако СДСМ 2017 година победува и се прошетува на локалните избори, ако наредната 2018 година направеше предвремени парламентарни избори по примерот на Никола Груевски, ќе ги избришеше и ВМРО ДПМН, ќе го избришеше и ДУИ. И одеднаш ДУИ, кога се најде во ситуација на СДСМ, слична на 2017-2018 година, ДУИ го пушта СДСМ низ вода и не се прави Европскиот фронт. Имате ли чувство дека ДУИ веројатно е многу поисплашен во моментот за својата позиција и ги жртвува сите што му помогнале, бидејќи првенствено треба да се спасат тие, да не завршат на некои црни листи или да не бидат политички маргинализирани? Мене таа позиција ми е јасна. Во политиката нема емоции, нема, значи, политиката е многу сурова. И од таа гледна точка ми се разбирливи овие позиции. Друг е моментот што ДУИ во конкретниот случај со СДСМ беше ставен пред свршен чин заради потегот на Арбен Таравари. Бидејќи концептот на ДУИ беше поинаков и тој беше афирмиран цело време Европски фронт, европски вредности, заеднички настапи, така натаму. Дури прво од ДУИ потекна таа идеја. Да, прва беше изнесена од Али Ахмети таа идеја. Таравари ги помати сите сметки и беше јасно дека вака ќе заврши. Значи Таравари е циглата која е извадена од тој зид. Значи една цигла, едно зрно пченка откочено од пченка. Да, и целата пирамида се сруши. Значи некој од надвор добро има проценето, ги има сондирано процесите и работите, има играно на картата, можеби на непостојаност, на непромисленост или на недоволна политичка зрелост или искуство на Арбен Таравари, игра точно на картата на Арбен Таравари. И сега да се навратам во делот, зашто ме знаете дека не се резервирам за ниедно прашање. 2 месеца пред да излезе Али Ахмети со име конкретно за премиер, ме викна и да разговараме, зашто така беше последниот договор со него, кога ќе дојде време, ќе седнеме да разговараме. И ми вика, те молам, помагај. Јас не сум наивен, знаев што значи барањето за помош. Значи, отстапување. Вие да се откажете така. И да дајте зелено светло за другиот. За другиот. И ме извести дека СДСМ е во многу непријатна ситуација. Доколку ние го добиеме и премиерското, и председателското во собрание, практично СДСМ ќе остане без ништо. Без ништо. Ќе стане декор на власта и у извршна и у законодавна, да. И тоа од друга страна ќе го зајакне опозицијскиот фронт во конкретниот случај ВМРО до тие рамништа, што ќе значи воспоставување на еден абсолютизам, каде што сите останати од СДСМ па и други ќе станат само сателити околу таквата власт. Тоа не смееме да го дозволиме. И тогаш ја изнесе идејата за оваа комбинација. Со Талат Џафери. Со Талат Џафери. Зошто првин СДСМ се обратила до Али Ахмети со барање да се отстапи од идејата премиер последните 3 месеци албанец и да продолжи Ковачевски. Една струја во СДСМ дури била многу упорна во тоа. Меѓутоа,
се разбира, тоа ќе значи се за Али Амети кра. Ти има една средба, горам за СДСМ има една средба во Струга. Тоа е никаде крај на минатата година, кога е разговарано дали да се прифати или да не се прифати они договор за 100 дена. Така. Албанец за Ноември, декември има 2 средби во СДСМ. И Али Амети одговорил дека тоа не е прифатливо, компромисот би бил Јован Митровски да биде председател на. Значи тоа е позадината на целиот процес. Добро, господин Зибери, дали вие сметате, ако прифатевте да сте прв вице-премиер, значи да се ротирате со Заев, тогаш со Заев нели се преговараше, кога ќе доаѓа 2 години после тоа некаде крај на 2021 година. Буквално така ми беше пренесено. Периодот кој ќе бидеш заменик, Заев премиер, после Заев станува прв вице-премиер, ти премиер. Немаше да биде Артан Груби тоа што е сега Артан Груби. Дали Насер Зибери како прв вице-премиер, а вие всушност важевте како еден од албанските политичари кој е најблизок до СДСМ. Говорам за СДСМ од време на Бранко Царенковски, па Радмила Шекеринска, па Владо Бучковски, секоја сте имале добри, да не речам одлични односи со структурите на СДСМ. Многумина смета дека тоа играње фудбал на мали голчиња остана на Артан Груби. Прво, угледот на Дуи и анти-Дуи хистеријата е крена на највисоко рамниште, највисоко ниво. И второ, ги представи албанците дека ништо не прават во институциите, играат фудбал, се зафркават, користат рамковен договор за вработување, колку да им течи стажот, а си работат на некое друго место, и ја мобилизираше македонската олигархија, кој очигледно спонзор сега на ВМРО ДПМН на таа коалиција, и се отвори еден сериозен фронт на македонска олигархија против процесот на дуивизација, албанизација или алиахметизација на македонската политичка бизнис и секаква друга сцена. Или албанците ја контролираат Македонија. Да, јас мислам дека низ процесот се случија многу настани кои им дадоа аргументи на тие сили кои не се согласува со ваквата политика. А една внимателна политика немаше да ги доведе во ваква ситуација ни СДСМ ни Дуи. Жртви се едните и другите. Да. Ново што се случи. Да. И тој дух на антидуизам сигурно немаше да биде ваков, а низ тој дух сигурно дека жртва станува и СДСМ. Апсолутно. Бидејќи јас барем мислам дека СДСМ немаше такви гафови. Беа повеќе или помалку успешни. И беа коректни, беа коректни во односите со Дуи. И на нивна не само со Дуи, штета, и со БЕСА, и со Алијанса на албанците, и со Алтернатива. Ние во овој период, да се разбереме, имаме целосна слобода на медиумите. Немаме политички реваншизам од типот кој го имавме порано. Имавме колку толку релаксирани меѓуетнички односи без инциденти. Имавме сериозен пробив на меѓународната политичка сцена со процесот на членување во НАТО, отварање на преговори во. Овие потези кои го крена антирасположението се случија токму во делот на Дуи, кој сакајќи да се наметне со една политика која е нетипична за овие простори. Создаде таков амбиент да и тоа што е добро да се перцепира како негативно и тоа што е прифатливо да биде неприфатливо и владата да се најде во една крајно непријатна ситуација. И не само тоа, дозволете и ќе завршам со ова, одредени постапки кои се водеа преку владата во собрание или не знаеа да ги представат како што треба, или ги гураа на тој начин што
апсолутно создава отпор кај опозицијата, а преку опозицијата и во пошироката јавност. Можеше со една технологија на расправи и дебати истите ефекти да се постигнат, а антирасположението да не биде Со помала штета. И не само тоа, да не се фалја дека еве ние правиме историја, ние владење. Се во државата од нас зависи. Многу елементи кои создава перцепција на лошо водење на државата, на доминација на еден субјект кој реално не може да биде доминантен со оглед на бројките што ги има. На пратеници. Така. И сето тоа се разбира дека негативно се одрази. Забери, кога ќе погледнете, Беса беше исфрлена од коалицијата. Подоцна Беса се поделува нели на два дела. Беса на градоначалникот на Тетово и алтернатива на Африм Гаши. Па алтернатива на Африм Гаши исфрлена од владата. СДСМ не ги исфрла ниту Беса, ниту алтернатива. Па Алијанса на албанците истуркана надвор од владата. Па проектот Бехтел Јенка, кој е најголем стратешки проект во изминатите 30 години во Република Македонија, тотално маргинализиран со еден негативен одиум во македонската. Па проектот Коха што е направен. Па проектот со овие закони на игри на среќа кај што дојде и председателот да не го потпише законот и така натаму. Значи еден човек ги води тие процеси. Затоа велам еден човек, тој е Артан Груби кој ги води тие процеси. Да, доколку процесите се вода низ една легална процедура. Преговорите со Никола Горевски, зад кулисните преговори, Миле Зечевич и Артан Груби, нели така натаму. Немаше да се создаде ваква атмосфера и вакво расположение. За жал, тоа е факт, тоа е реалноста и со тоа треба да се соочат субјектите кои беа учесници. 2017 година, изборот на Тала Џафери за председател на македонскиот парламент, ајде да речеме, е мотивот или мотивацијата албанците не презема државата за 27 април, или тоа што се случи во македонскиот парламент. Изборот ПСЕО на Тала Џафери поминува мазно. Никакви реакции нема ни во македонското, албанската јавност не можам да ги следам албанските медиуми, не знам како е тоа поминато, но во македонската јавност немате некои сериозни премрежја, некои сериозни критики, тензии, албанци не презема државата. Значи тоа се менува во рокот некаде 5 или 6 години. Што рече дека македонците имаат поминато таа фаза. Да. Кога фрлат дрви камења на албанците. Но има против процесот на Дуи и владење на Дуи со државата. Не против албанците, туку против Дуи. Кај албанците има реакција, но во смисла на тоа да позицијата технички премиер е навистина техничка природа. Нешто што јас му го имам соопштено на Али Амети. Првичната идеја кога беше дадена од страна на ВМРО ДПМН дека треба да се смени законот за влада и да се укине техничката влада, ако се сеќаваш, беше отфрлено токму од Дуи. Пречутно се приклони и СДСМ кон таквата идеја. Јас во разговор му имам сугерирано. Прифатија идејата да се укине техничката влада, но настојувај СДСМ да го почитува договорот. Зошто? Што е направен 2020 година? Со тоа ти ќе имаш премиер вистински во последните 3-5 месеци колку ќе биде, нема да биде технички премиер. Не беше прифатена. Вие ќе биде сведен на Оливер Спасовски, ќе биде сведен на... Таквата сугестија не беше прифатена. Не Емил Димитриев. А ги имам кажано и бенефитите. Прво е ова. Второ, нема да имаш една хибридна влада како што ја имаш сега. Опозицијата ќе остане надвор од владата, КАВ ги помалку во владата, премиерот и владата во полн капацитет функционираат. Не беше прифатена. Ете, господи Зебери, тамо таа една група која споменуваме, и тоа сама се фали во некој свој телевизиски интервју, првенствено во интервјуто на државната телевизија, дека таа група сакала да му
препорача или да го истурка Али Ахмети да биде псео Албанец за премиер. Али Ахмети да биде псео Албанец за премиер. И подоцна Али Ахмети да биде кандидат на ДУИ на председателските избори. Веројатно тоа ќе беше најголемата лоша услуга која ќе му направеа на Али Ахмети, бидејќи тоа ќе ја персонализираше, ќе ја поклопеше целата изборна кампања и кампањата ќе се водеше ајде да го пензионираме Али Ахмети. Да, меѓутоа не само пензионирање, туку и најлоша варијанта за завршување на една политичка кариера. Така, апсолутно. Што не може да му се спори. Во политички дуел со Арбен Таравари. Да. Меѓутоа се разбира дека он ги чита пораките, тие процеси. да, и не ја прифати таквата идеја. И мислам дека добро направи што не ја прифати. Гледате, Албин Курти се замешува сега во политичките процеси во Република Македонија. Последното замешателство на, ако ја трниме на страна тиранската платформа, бидејќи тоа не е директно мешање во политичките процеси, туку е некоја платформа на сите албански политички субјекти и политички партии, последното драстично мешање во политички или во партиски процеси во Република Македонија го прави Сали Бериша на средината на 90-тите години и тоа резултираше со распад на ПДП, појава на ДПА и подоцна војна 99-2001 година и сега имаме мешање на Албин Курти и имаме повторно распад на партијата која е настаната од ДПА, тоа е партијата Алијанса на албанците. Да. Дозволи ми прво околу така наречената тиранска платформа. Не знам јавноста колку има објективна перцепција за тоа. Тоа беше притисок на Еди Рама врз ДУИ, да се разбераме. Да не коалицира со ВМРО. Така. Да конечно заврши тој период со Груевски. И да не се случеше таа средба во Тирана со инсистирање на Еди Рама, не знам дали ќе бевме тука кај што сме. ДУИ ќе коалицираше со ВМРО ДПМН. Апсолутно. Бидејќи беше направен договор, бе поделени ресори. Тоа што е стајано во тој текст кој го викаат како платформа, тоа е само покривање на тоа што реално се случуваше, притисокот да конечно има разврска помеѓу ДУИ ВМРО на Груевски. И тоа се покажа дека беше успешен процес, земјата се извлече од таквите канџи, како што беше оквалификувана како заробена држава од страна на Рајнард Прибе, директорот за... Структурата во ДУИ, Изет Меджити, Теута Арифи, Невзат Бејта, кои се против коалиција со ВМРО ДПМН, сега или не е во ДУИ, или е маргинализирана, нема такво влијание. Структурата која 2016-2017 година беше за коалиција со ВМРО ДПМН, сега е се уште доминантна во ДУИ. И Бојер Османи, и Артан Груби, и нивното влијание врз Али Ахмети во изминатите 2-3 години после конфликтот со огнените момци со Меджити драстично се зголеми. Дозволи само малку околу првата теза за упадот на Горешин. Да, Сали Бериша што го прави. Да, точно. Упадот на Сали Бериша резултираше со катастрофални последици за ПДП. И не само ПДП. Зашто намалување на моќ на една таква структура која беше заволјена вистината, вистински репрезент на интересите на албанците во Македонија. Значеше пролонгирање на решавање на проблемите кои кулминира со 2001. Може би целта била таа да се маргинализира, да се подели таа сила, да нема влијание врз политичките процеси во Македонија, тие да продолжат така и после да доаѓа до тоа што доаѓа. И тоа го има сам признаено Бериша. Да, Бериша. И сега скоро при едно интервју, дека да, јас еднаш имам интервенирано и сум направил грешка. Зашто последиците се покажа катастрофални. Да. Сега се случува нешто што мислам дека е дури и полошо од тогаш. Со Албин Курти. Да. Бидејќи инволвирањето надворешно од позиција на власт на друга држава
Не се работи тука за невладин сектор, медиуми, политички партии. Значи, за упад на влада, на премиер на друга земја. Во работењето на политичката коалиција која стои зад владата во соседна држава. Во предизборие. Значи, директно влијание врз кроење на политичката структура која во иднина ќе владе. А тоа значи менување на расположението на гласачкото тело во друга земја. Значи, ако Еди Рама не смее друга земја да ја диктира политичката волја на избирачите во друга земја. Еди Рама се вклучува по завршување на избори. Тиранската платформа е еден месец после изборите, по завршување на изборите на 11 декември. Сосема друга. Ова е 6 месеци пред изборите. Пред изборите. Ова е создавање на политичка клима за кроење на политичката структура и владење во една земја. Добро сме изабили. Доколку тоа се случи и се дозволи, тоа значи отварање на еден процес каде што секој ќе влијае во друга земја, а тоа значи создавање на сателити околу Александар Вучич, Румен Радев, Бојко Борисов, Кирил Петков. Тоа нема крај. Мицотакис. Да. Сега, тие процеси мислам дека не се добри. Не се добри во ниедна гледна точка од збиднувањата. И јас разбирам владата на Косово, владата на Албанија да води грижа и треба да води грижа за позиција така. Меѓутоа не и да ја диктира политичката волја. Добро сме избери. Ако Еди Рама со Тиранската платформа се вклучува во политичките процеси по завршување на изборите, за да не биде направена, да се изврши притисок врз ДУИ, за да не биде направена коалиција на ДУИ и ВМРО-ДПМН, очигледно дека замешателството на Албин Курти значи правење на коалиција на здружената албанска опозиција со ВМРО-ДПМН. И ако беше направен тој Европски фронт со Арбен Таравари, бидејќи тоа е конструкцијата, Алијанса на албанците, ДУИ, овие помали политички партии, ДПА на Мендух Тачи, партијата на Заид Реджепи и СДСМ, тоа би значило правење на Европскиот фронт. Излекувањето на Арбен Таравари од целиот тој процес значеше дека Европскиот фронт е пуштен низ вода. И тоа е улогата на Албин Курти. За кого според вас одработува? Ајде, можеме да претпоставиме дека Таравари е невешт, нема политичко искуство, но за кого би одработил, например, Албин Курти во една таква ситуација? Тоа значи враќање на ВМРО на власт. Не сакам да се уверам, иако фактите се немилосрдни, на крај ќе излезат на површина, бидејќи не секогаш желбата и резултатите од едно делување се поклопуваат. Напротив, може да имаш многу добри визии, но резултатите од политичкото делување да се катастрофални. Тоа во политичката историја се случувало често пати. Но не би сакал тоа повторно да се повтори во случаев. Мислам дека инсистирањето за да се влие во албанскиот политички кампус во Македонија од страна на Курти, на премиерот на Косово, е повеќе насочен кон менување на владеачката гарнитура на албанците тука, отколку нешто друго. Меѓутоа на ВМРО на власт. Но фактите зборат дека вашата анализа е точна, дека со излегувањето на Таравари од владиниот кампус директно значеше недавање поддршка кон кандидатот на СДСМ на претседателските избори. Стево Пендаровски. Бидејќи тоа еднаш го видовме во 2019. Кога немаше сериозна конкуренција за ДУИ, ДУИ се осмели да не кандидира свој кандидат и уште у првиот круг да го поддржи. Да поддршка. Да. И тоа се покажа многу успешно со победа на тој кандидат. Излегувањето на Таравари го стави пред свршен чин Алија Мети да мора и он да има
кандидат на И оваа председателските структура избори. на Артан Груби и Бојар Османи сакаше да го натера Ахмети тој да се кандидира на председателски избори. И ваквиот исход сигурно дека ги руши позициите на СДСМ, на нивниот кандидат и така натака, и секако дека ги зајакнува позициите на ВМРО, ДПМН и нивниот кандидат. Господи Зибери, гледате, таа коалиција европска се руши значи од внатре и од надвор. Од надвор е Албин Курти, од натре се Бојар Османи и Артан Груби. Како вели во едно телевизиско интервју Артан Груби, Европскиот фронт води на сите анкети, на анкети на ВМРО и на анкети на ДУИ кои ги прави 4% во споредба со коалицијата на ВМРО ДПМН. Кој видите со 4%, тоа по Донтов модел ви носи некои 3 или 4 пратеника повеќе од колку кога би оделе сами СДСМ и ДУИ, што значи дека тие би имале некоја бројка 54, 55, 56, нели зависи како ќе удри Донтовиот модел. Тоа значи спуштање на ВМРО под границата на 50 пратеници, 48, 49. Неправење на Европскиот фронт по Донтов модел во трета, во четврта, можеби во петта изборна единица ќе го зголеми, можеби во прва изборна единица ќе го зголеми контото на ВМРО ДПМН. Тој по Донтов модел ќе добие плюс 3 или 4 пратеници, што значи дека ВМРО би имал 50 или над 50 пратеници, тогаш и да освои ДУИ 18 пратеници, ќе не може да игра улогата на серво уред на меѓународна заедница кој ќе го контролира, така што штета има и СДСМ, а ДУИ да ги освои тие 15 или 20 пратеници, ВМРО има повеќе од 50, тогаш не може никој да го контролира ВМРО да помага. Ефектот од таа победа ќе биде пирова победа, односно, за со тој Европски фронт во 5 од 6 изборни единици, најмалку по еден пратеник плюс би Ќе добие Европскиот фронт. најмалку, а некаде и по два. Шеста изборна единица, например. Освен во тројката, во четврката, во сите останати. Ќе добиеше. Да, во единицата, двојката, шестката, петката и тројката. Во тројка Бојар Османи имаше 7000 гласови. Да. 7000 гласови. Да. Кога ги додадете ромски, турски гласови. Да, математиката е јасна. Значи некој свесно го минираше тој процес Тој проект за Европски фронт. Европски фронт. Апсолутно. Добро. Но последиците може да бидат катастрофални. И за СДСМ и за Јас барам за државата. За државата. За државата. Бидејќи може да се доведеме во ситуација да се блокираат процесите на преговори, да се блокираат уставните измени, да добиеме една влада во која навистина ќе биде многу мачно да се водат процесите, бидејќи досега два субјекта беа во владата кои ги контролираа процесите и процесот на договарање и за вземање на заеднички ставови беше многу лесен. Мислите на ДУИ на СДСМ? ДУИ и СДСМ. Добро, Суни Зибери. Сега ќе имате 5 партии од страна на албанците. Под предпоставка дека сите би влегли. Не, тие ќе влезат под предпоставка дека ВМРО ќе формира влада со албанската опозиција. Со албанска опозиција. Добро, господин Зибери, гледате, ВМРО во два наврати. Сушност моделот на ВМРО е многу едноставен. Кога со опозиција го напаѓат албанскиот клучен играч или фактор во владината коалиција и тоа го прикажуваат пред македонската јавност како процес на албанизација на Македонија. ПДП беше до 98 година, 98 година победо Лјупчо Георгиевски прави влада со ДПА на Арвен Џафери и Мендух Тачи. Па некаде периодот од 2002 до 2006 година повторно се води еден процес на антиалбанска хистерија или неалбанска хистерија тука во Република Македонија, па победува ВМРО со Никола Груевски, па прави 2 години влада со Мендух Тачи. Во првиот случај тоа завршува со војна 2001 година, вториот случај тоа завршува со она грчко вето на самитот на НАТО во Букуреш. И сега трет обид, исти таков модел на ВМРО ДПМН, анти-ДУИ, анти-Али Ахмети хистерија, и ако победат на изборите, веројатно ќе направат влада со албанската опозиција. И тоа е 3 пати во овие 32 години тој модел да го видиме на дело. За жал историјата се повторува. Историјата се повторува. Но последиците се сериозни. Може да ни се случи еден период на уназадување за уште едно 10-20 години во процесите. И не само тоа. Едно е да нема прогрес во
европските интеграции. Друго е каква ќе биде климата внатре во земјата. Јас се плашам дека ќе доаѓа до радикализација на меѓуетничките односи, процес кој скоро 10 години ние го заборавивме. Го заборавивме, нема тепачки по автобуси, нема тепачки по улици. Нема политички надмудрување на етничка основа, ние бараме ова, овие не ни дават она и така натаму. Гледате, никој не се занимава сега со тоа. Да, воопшто. Кога ќе отворите медиуми, првите 5 вести не се затоа посветени некој на тие прашања. За да има подлога да има терен за надпревар, го наметнува начинот на владење, представувајќи го албанскиот фактор во владата како доминантен и праќајќи порака кон македонците дека не отиде државата, дека албанците ја водат земјата, да се хомогенизираме. Дайте ни 61 за да можеме да ја спасиме државата. Да вратиме, да. И тоа не го кријат. Тоа дури и од првиот човек, но и од останатите се пласира. Тоа е мантрата. Да. Тоа е политичката матрица која се повторува. Која се повторува и која може да се финализира со едно такво сценарие за кој зборевме пред малку. И добро, еве Албин Курти, да речеме, Албин Курти и Арбен Тараварис ги поврзува една работа, тоа е гневот, нетрпеливоста кон Али Ахмети. Апсолутно. Толку ли е голема таа нетрпеливост? Гледате, Албин Курти е она структура на Адем Демачи. Адем Демачи, косовски Нелсон Мендела, повеќе од 20 години по затвори во поранешна СФР Югославија или во денешна Република Србија, и Албин Курти е политички затвореник и Али Ахмети кој е представник на она УЧК структура. Толку ли е драматичен тој конфликт на наследниците на Адем Демачи и на УЧК во Косово, во албанскиот кампус, и колку тој конфликт натрешен може да предизвика драматични политички разврски во Република Македонија. Албин Курти дојде пред една година тука, ја отвара она улица со името на Адем Демачи, дуи беше во паника, во една политичка хистерија, СДСМ го промашува моментумот со Албин Курти да направи поблиска политичка релација, бидејќи не сака да наштети на партнерските односи со ДУИ, и на крај тоа резултира со предизборна албанска коалиција. Толку ли се тие конфликти внатре во албанскиот кампус милие, не само Македонија на Балканот, посебно на Косово, вика, ајде да расчистиме, вие како албанци во Македонија многу помалку комуницирате со Албанија. Ja. Аверзијата мислам дека е поприсутна кај Курти отколку кај Амети. Бидејќи јас колку што знам, Амети се обиде неколку пати да воспостави коректни односи. Па дури имало неколку средби. И во Македонија и во Приштина. Меѓутоа, значи, фидбекот од страна на Курти беше никаков или многу куртуазен. Курти дури не крие кога вели дека Али Ахмети ќе биде последниот командант на УЧК кој тој ќе го испрати во политичка пензија. Епе, тука е генезата на оваа верзија што ви ја велам. Што Курти по создавање на самоопределување и вклучување во политичката трка на Косово, единствен противник со кој не можеше да се носи така лесно беше партијата на Тачи и таа структура. На Хашим Тачи, Кадри Весели. Да, Хашим Тачи. И завршува во Хак. Да. И како резултат на тоа се провлекува и во Македонија. Зашто Али Амети е продукт на иста матрица. Косово, Република, да, целото тоа движење. Па УЧК и така натаму. Дури вела дека Али Ахмети е всушност многу помоќен во таа структура во споредба со Хашим Тачи и со Кадри Весели. Да. И сега неговата визија за целата таа структура не се разликува дали се работи за Косово или за Македонија. Исто е тоа, нели? Да. За него е исто. Исто ги смета. Да. За него како систем на врзани садови. За него е исто. За разлика од Амети, што мислам дека во одредени периоди, кога се менуваат структурите и во Албанија и на Косово, мислам дека знаеше да воспостави односи кои значат партнерски и со власти, а не со поединци и со
партиски структури. И кога беше Бериша на власт во Албанија, и кога Ерама цело време во Албанија, и кога беше Тачи и пред Тачи структурите на ДСК, на Ругова и со Курти. Меѓутоа, тој концепт очигледно не функционира на Косово. Добро, Османе Дебери, бидејќи ве најавив колку албанска црна кутија или човек кој ги познаа процесите, тука во Република Македонија, гледате, имате балисти, па имате марксисти, нели, кои припаѓа на она структура, Немер Ходжа, па имате, да ги наречеме, блиски до Анкара, или блиски до Цариград, или блиски до Истанбул, отомани, како ги нарекуваат. Имате блиски до католичката црква или до Ватикан, и ги имате овие православци кои се многу поврзани со македонските или со грчките власти, и тие го контролираат тој бизнис и тука во Република Македонија. И тој внатрешен конфликт ние денес го гледаме во албанскиот кампус. Иако секогаш името Албанија, албанската кауза успеваше да биде доволно голем чадор да ги поклопи сите тие разлики, меѓутоа првите пукнатини ние веќе ги гледаме и во Македонија, и во Косово, многу помалку во Албанија. Таквата провиниенција ваму пред таму има еден заеднички именител, а тоа е можноста преку такви конекции да се стекне поддршка во земјата. Инаку, длабоко сум убеден дека нема некои посебни симпатии на албанците во Македонија кон одредена или друга структура. Зашо ја прашам? Гледате, тие конекции ги користат само за да се прикажат пред електоратот дека ја имаат ова поддршка, она поддршка од овој, од оној, од Ердоган, од Курти, Рама и така натаму. Многу повеќе мислам на американскиот фактор. Гледате, американскиот фактор изминатите 2 или 3 години влегува во Република Македонија токму преку Албанија, токму преку Еди Рама. И седиштето на Сорос е префрлено од Скопје во Тирана, односно во Република Албанија, и тие влегуваат и во бизнис разврските тука, она што беше инвестицијата која не се реализираше во Жан Митрев клиниката, во одредени банки, кога одредени албански бизнисмени го помогна не презамањето на тие банки од Бојко Борисов од Бугарија. Значи, во најголем дел американците делуваат преку Тирана, преку Еди Рама и преку некои инвестициски фондови, инвеститори кои ние не ги знаеме, но кои очигледно се под контрола на Еди Рама и се под контрола на американската политичка структура тука на Балканот. Јас деталите за влијанието на овие структури не ги знам, но едно знам, дека влијанието на САД кај албанците во Македонија е огромно. Зошто кај Арбен Таравари не се реализираше? 6 средби има Арбен Таравари со американската амбасадорка. 6 средби. И тој го прифаќа концептот на Албин Курти. Јас не ги знам деталите и колку била отворена и упорна амбасадорката во давање на некои инструкции. Изет меѓути, целата албанска опозиција пред неколку месеци беше во посета на Америка. Арбен Таравари беше во посета на Америка. Значи, тоа се структури преку кои американската амбасада секојаш имала одредена контрола и вие сега имате еден уплив на Албин Курти во овие процеси. И многу на тоа го сметат како овој на некој начин расчекор помеѓу Пентагон и Стејт департментот и од друга страна уплив на германскиот фактор во политичките разврски. Ќе повторам, не сум сигурен дека имало некои директни инструкции, бидејќи сум убеден дека ни Таравари не може да биде отпорен на евентуални такви. Добро, мислите дека албанската здружена опозиција би коалицирала без ДУИ со ВМРО ДПМН? Без некоја широка влада, без некоја техничка влада, бидејќи тие побараа нели нон-пейпер да биде потпишан, каде што ќе биде јасно назначено дека во првите 6 месеци ВМРО ДПМН ќе гласа за уставните измени во Република Македонија. Тоа беше став нели на здружената албанска опозиција. Сакам да бидам целосно отворен. Јас апсолутно не верувам дека во првите 6 месеци ќе има уставни измени. Дека ВМРО тоа нема шанса да го направи? Нема, зашто тоа би значило сериозен
колапс за, на политиката, за самата политиката на ВМРО. И на ветувањето што ги има дадено. Зашто во првите 6 месеци нема простор евентуално да се предоговара нешто, па да се прикаже еве како успе ние добивме дополнителни концесии од Бугарија или дополнителни гаранции од ЕУ и така натаму. ЕУ ја чекат избори. ЕУ ја чекат. Апсолутно, да. Америка чекат избори, нема кој да го турка тој процес. Да, но јас сум длабоко убеден дека албанската опозиција ќе најде изговор за да го правда таквиот. Јас ги следам настапите на Таравари и на Косово и тука која велам и кај албански медиуми и кај македонски, и кај сите има различни ставови во однос на истите прашања. Он на Косово изнесе теза дека албанската опозиција нема да прави коалиција без предкоалиционни гаранции дека ќе има уставни измени. Овде не го вели тоа. Значи, кај најато оправдување да коалицираат со ВМРО без гаранции дека ќе бидат усвоени уставните измени. Таму изјави дека ако макар еден пратеник немаме повеќе од дуи, нема да бидеме членка на ни една коалиција. Тоа не го вели тука. Зашто... Значи, во секоја прилика или на секое место има различни изјави. Да. Зашто доколку принципиелно настапувате, тогаш треба да се придържи... Имате исти изјави во било која прилика. Да, принципиелно треба да се настапува и да се придржувате кон изнесените ставови. Во чие име говори сега Армен Таравари? Тој говори во име на цела коалиција? Цела коалиција. Тој е промовиран во лидер на целата коалиција? Па сега другите се стаени во ситуација кога мора да трпат такви настапи, бидејќи на некој начин му се додворува да го убедат да излезе, да растуре Европскиот фронт. Што ка начеше нивни политички пораз и маргинализирање. Повторно ќе кажам дека од Косово он кажа дека нас не поврзува ништо во коалицијата, после изборите секој ќе си гледа свој пат. Така рече. Да. Така рече. И тоа ме чуди, например, Изет Меджити, или Билал Касами, или Африм Гаши, дека би му дозволиле на Армен Таравари да биде фронтмен на целиот тој процес, иако до пред појавата на Армен Таравари Изет Меджити беше фронтмен на целиот тој процес. Меѓутоа сега се стаени у ситуација кога мора да проголтат и несакани изјави или ставови или промовирање на... Таа коалиција беше на 13 ноември 2021 година, кога беа сликани во македонскиот парламент, проширена и надградена со левица, со Димитар Апасиев, иако ни сега фрла дрва и камења по Димитар Апасиев, но на фотографија што беше од македонскиот парламент, која Христан Мицковски не формираше нова владино мнозинство и заменена операција на масно ткиво во една од скопските клиники, таму беа сликани Армен Таравари, и Африм Гаши, и представник на Билал Касами, и Христан Мицковски, Александар Николовски, Димитар Апасиев. Тоа ли е владата или новата владина коалиција плюс Изет Меджити, например? Доколку изборните резултати тоа го овозможат, да. Гледате сега, Артан Груби се обиду да му фрли гума за спасување на Христан Мицковски и не е случува можноста со нов парламент, но со стара влада, дали тоа ќе е техничка влада на Тала Џафери или некоја друга влада, да бидат изгласани уставните измени. Значи во тој меѓупростор, односно да се репризира сценариото со гласање на Груевски, амнестија на хашките случаи и така натаму. И така натаму, значи, да не биде формирана нова влада, да биде Тала Џафери некој Дритан Абазовиќ со продолжен мандат во наредни 12 месеци или до некои следни парламентарни избори, дали вондрени, дали заедно со локалните избори наредната година, но да бидат усвоени уставните измени во Република Македонија. ВМРО ДПМН да не изгуби од својот кредибилитет, и тоа е, значи, обид за фрлање гума за спасување од Артан Груби за Христан Мицковски. Имам чувство дека Артан Груби се обидува да се додвори на ВМРО ДПМН, претпоставувајќи дека тој ќе биде првиот таргет или првата мета ако тие дојдат на власт. Прво мислам дека ВМРО ДПМН нема да се согласи на таква варијанта. Мислам дека ВМРО ДПМН со нетрпение очекува изборни резултати кои ќе им гарантираат добивање на мандат за формирање на влада и таква влада ќе направат.
Второ, не мислам дека ВМРО ДПМН би влегла во некој аранжман што би значило усвојување на измените на Уставот. Трето што може да се случи, што мислам дека би било помалку болно за сите, е некоја концентрациона влада, со точно одреден мандат и време трајање. А тој мандат би значило промена на Уставот и после тој мандат или да се оди на нови избори, или да се формира влада, тој што ќе има парламентарно мнозинство. Избори. Обично се вели дека ако имаме во наводници нестабилна влада, концентрациона влада е секогаш нестабилна влада, тогаш странците одат на стабилен председател. Односно председател кој е познат. Или ако имаме нестабилен председател, да имаме некоја влада која претходно владела, која во услови, да речем уставно, би дефинирале како одредена стабилна влада. И мене секогаш ми било по-нормално или на некој начин по-лесно би можел да го дефинирам, ако е Гордана Силјановска, тогаш да има некоја европска влада до СДСМ или некои други албански политички партии. Ако има концентрациона влада или влада каде што и ВМРО ДПМН бил вклучен, да биде Стево Пендаровски. Тоа на некој начин ми личи на ракописот на меѓународната заедница. Јас не му давам толку важност на влијанието на меѓународниот фактор. Во моментот. Во моментов. Зошто? Мислам дека Европа и САД немаат сега многу простор да бидат толку инволвирани и концентрирани во нашите политички збиднувања. Во САД имате една сериозна, брутална, да не речам брутална битка помеѓу демократите и републиканците, односно Бајден и Трамп. Во Европа исто така влегуваме во предворието на европските парламентарни избори и во неколку земји членки на Европската унија има парламентарни избори. И мислам дека нема да се чувствува толку влијанието на меѓународниот фактор во нашите односи. Мислам дека полека како да се помирија и американците и европејците со тоа што се случува и сакат, претпоставувам дека сакат, добро, ние ви укажавме што бараме и што очекуваме од вас. Тоа дури брутално отворено го кажа. Джеймс О'Брајен. Дека некој ви продава магла, некој, да. И бидејќи автомобил на невидено. Да. И бидејќи не ги разбирате нашите пораки, повелете, испробајте се со. Тоа беше и 98 година, 97 година. И меѓународниот фактор често пати тоа го прави и тоа може би и не е нездраво. За да се освести јавноста во една земја, треба да се соочи со реалноста. По трет па тебе, например. Па за жал, кај нас рековме се повторува историја. Гледате, Кристофер Хил 98 година, имавме некој брифинг со него или ручек, веќе не сеќам, со колешката Мирка Велиновска, која беше констернирана, исплашена од 1 милиарда во кампањата на Васил Топурковски. Многу ношалантно, ладно. Кристофер рече, сега ќе видиме дали македонскиот народ е политички зрел. Или дека се уште во кратки панталони. И му дозволија на Васил Топурковски, на Љупчо Георгиевски да формираат влада, да ја промовираат идејата за 1 милиарда и таа влада влезе, што се вели, што често пати во таа војна 2001 година. Таквиот став е по здрав за политичкиот живот. Зашто ако се наметнува одреден, и ако таа е исправна концепција, ама ако не е прифатена, се прима како наметната. Господин Зебери, така е, согласувам. Таа меѓународна заедница 2018 година не му дозволи на СДСМ да направи предвремени избори. Тогаш немаше да има потреба и од Никола Груевски, немаше да има потреба ни од Сашо Мјалков, ни од Крсто Муковски, ни од Нола Исмаиловска. Да, и да ги добие изборите без
никаков проблем. Никаков проблем. Немаше да има ни она килаво гласање во парламентот, неуспешен И да го референдум. зголеми капацитетот на представување во собрание за најмалку 5 пратенички мандати. Ако не и повеќе. Ако не и повеќе. ако Ама не. најмалку. Биејќи ќе беше Джан да разбира како што беше на локалните избори 2000. Да, кога избриша све. Со Никола Гуриевски. ВМРО ќе влиеше во лидерска смена со Христо Мицкоски, Никола Гуриевски. Да, ама беше зголемувањето еве и под предпоставка 5 да е на една страна, минус 5 од друга, значи Тој е 10. 10 Тој е 10 разлика. пратеника. И то се големи Да, е разлики. сериозно. Ајде уште малку за претседателските избори. Али Ахмети вели дека претседател треба да се бира во парламентот. И ги посочува примерите на Албанија, таков е примерот нели и во соседна Во повеќе земји, во Грција, на Косово. Така беше и во Македонија. Да. При првиот избор на Киро Глигоров во македонскиот парламент. Во Бугарија, во повеќе земји. Ако Али Ахмети обстои на тоа стојалиште, може да се случи бојкот на Али Ахмети или недавање подршка за Стео Пендаровски во вториот круг на претседателските избори. Има одредени сигнали дека Албин Курти би можел да даде подршка на Стео Пендаровски во вториот круг на претседателски избори, иако има свој во наводници кандидат, тој е Арбен Таравари, но е дел на ова заедничка ПЕС или европски социјалисти заедно со СДСМ, каде што Радмила Шекеринска, каде што Бојан Маричич и Албин Курти сака да има членство таму, сака да биде присутен, значи се сестрински партии. Што вие проценувате? Како ќе реагират албанците на вториот круг на претседателските избори? Јас мислам дека Албин Курти нема да се осмели да дава една таква отворена поддршка и од причина што тоа би значило и рушење на позициите на албанската опозиција тука за можноста од коалицирање со ВМРО. Мислите дека ќе го љулја тоа бебе што го има направено до крај? До крај ќе оди Албин Курти. До крај доека не го види Али Ахмети избришен од политичката. Јас мислам дека албанската опозиција нема да има став јавен за тоа прашање, но зад завесата ќе игра улога. Последни прашање. Црна листа. Чуден страв кај Дуи од црна листа. Па став на Тала Џафери дека нема потреба од усвојување на тие законски решенија и нивно имплементирање во правниот систем на Република Македонија, па средба со американската амбасадорка, па менување на ставот за 180 степени само за еден или за 2 дена. Јам чувство дека структури на Дуи, кои се веќе 20 години власт, каде што поминале низ криминали, ако Никола Гуриевски или режимот на Никола Гуриевски беше демонтиран, овој дел албански на тој режим воопшто не беше демонтиран, но очигледен е стравот на Дуи од американските црни листи. И тука Дуи се допира до македонската олигархија, кој исто така има страв од американските црни листи. Јас не гледам кај би можел да биде конфликтот на Дуи и на Али Ахмети со македонската олигархија. Видете, потенцијалот од истакнување во тие листи, кога е во прашање албанскиот дел во Македонија, не може да се црпи од друго освен Дуи, зашто 22 години. Да, тоа е разбирливо. Со мал исклучок, тоа е 2006-2008. Тоа е минорна епизода, кратка, и тоа многу кратка. Значи, тука свесни се дека корпусот на евентуално регрутирање на такви е тој субјект. Меѓутоа, мислам дека Али Ахмети барем е многу свесен за тие факти и кога се во прашање американците, он е спремен да ги жртвува евентуалните поединци кои може да се најдат во таква позиција. Овие јастреби во Дуи. Било кој да е, бидејќи мислам дека Али Ахмети ќе остане до крај на определбата дека партнерските односи со САД се наце во политиката. Па не збери, пошто очигледно сте имале средби со Али Ахмети и сте разговарале за сите можни политички варијанти, процеси со Али Ахмети, дали со ставање на Бојар Османи да биде претседателски кандидат и со неставање на Артан Груби на пратенички листи, така, нели, е ставот на Артан Груби? Ниту еден член на владата нема да биде. По се изгледа, зашто да се разбереме, официјални листи нема да биде. Се уште. Так. Дали тоа значи пуштање низ вода на Бојар Османи и на Артан Груби од страна на Али Ахмети? Има ли сила Али Ахмети за последен круг или за последен обид за чистење на Дуи? Може подавање рака кон Изет Меджити? Јас ги диференцирам овие две личности кога ги делите. Да. Мислам дека Бојар Османи е се уште
играч, Кој може да ужива довербата поддршката. на Али Ахмети. Да. Има сила Али Ахмети. Гледате, прв пат Али Ахмети сега се наоѓа во некоја улога на Јосип Брос Тито. 20-22 години, тој точно одговара, 45-та година завршува Втора светска војна, 65-та година она реформа на Киро Глигоров, стопанска реформа, процес на иселување на гастарбајтери од тогашна СФР Југославија и влез во процес на политичка криза која завршува со уставот 1974 година, која нели основа за дисолуција на поранешна СФР Југославија, тоа што Бадентер и Бадентеровата комисија нели го има констатирано. Али Ахмети сега 22 години на власт. Децата, нова генерација дојде. Синови негови внуци, зетовци и така натаму. Прв пат сега се удира по кредибилитетот, по честноста на Али Ахмети. Дел од албанска опозиција, дел од медиуми под контрола на македонската олигархија. Олигархија, да. И единствената флека која ја чувствува како терет Али Ахмети, мислам дека е тоа. Инаку за други аспекти не може да му се стави минус. Сега, мислам дека он многу мудро одигра во овој период. Гледате, не случајно он ги истакнува тие што во одреден момент албанската јавност и македонската јавност ги сметаа како потрошени карти. Од Муса Џафери, Блерин Беџети, Садула Дурак. Ги враќа како потенцијални носители во прва и втора изборна Ама он праќа порака во внатре во структурите. И вие што во овој период... Бевте против мене? Не, вие што во овој период нема да бидете на фронтот. Да се вратите. Имате шанса да се вратите и да се реабилитирате, затоа не ми се спротивставувајте, туку престроите се и помагајте. Така и Тито го врати Лазо Колишевски. Апсолутно. А го пушти низ вода Крста Црвенковски. Да. Значи, он праќа порака и кај овие структури што сега ќе останат надвор, а кои му беа фронтмени од овие што огнените момци, да. огнените момци. Да. Бледен Беџети, Изет Миџети, Буса Џафери. Да бидат мирни, тивки и да придонесуваат и да ја чекаат шансата. Зошто може многу брзо да им дојде редот повторно да се реабилитират, односно да бидат на сцената. Таквата политика негова, мислам дека ги смирува односите во и барем првите реакции јас што ги гледам, нема некои спротивставувања во ДУИ зашто е вака, зашто е така, зашто навистина беше многу смел чекор целата владина структура да не се не ја кандидираш. Дури Тала Џафери беше во наводници поразен во оној конфликт во ДУИ пред една година. Точно, да. Како пишува медиумите, демонстративно е напуштил седницата, затворил вратата. И тој сега се Албанија за пример. Он јавно зборуваше за тоа. Дека како може лицата кои изнесува вакви тези против мене, против ДУИ, против да останат и да бидат наградени. И да бидат наградени. Триумфално да бидат вратени. Значи, Али Ахмети, како Тито ќе проба мислам дека да направи... се уште ги контролира целосно процесите во ДУИ, а преку ДУИ и поширок. Последно прашање. Од мене, Тала Џафери дали може да има продолжен мандат? Гледате, и Емил Димитриев траеше скоро 15 месеци, и Оливер Спасовски траеше повеќе од тие 100 дена, 6 месеци, дури повеќе од 6 месеци. Дали Тала Џафери може да биде Дритана Базович да трае година и пол до некои следни парламентарни избори заедно со локалните избори? Ако не може да биде формирана. Моја проценка е дека нема да трае. Дека нема да трае. Да, дека тој мандат ќе трае во полн капацитет негде 5 месеци. После јуни мислам дека ќе има друга владеачка. Значи нема црногорско сценарио, нема бугарско сценарио во Македонија. Не верувам. ВМРО, значи, ако победи би можело... Освен ако не се случи тоа што ви реков, широка влада, концентрационална влада, со јасно дефиниран мандат. ДУИ и ВМРО ДПМН може ли да формираат влада? Да. Сами? Да. Дали ДУИ би го прифатила тоа? Да. ВМРО? ВМРО доколку нема избор. Зибери, јас моите прашања ги поставив публиката, веројатно нема да ми прости ако не ја прашам. Вашиот принципелен став за пасошите дека сите пасоши издадени после промената на името Република Северна Македонија
државата продолжува да издава пасоши со старото име Република Македонија, 2,5 години. дека треба да паднат на товар на буџетот на Република Македонија. Сите лични документи кои се издадени по стапување на сила на уставните измени треба да бидат, а се издадени со стариот образец, треба да бидат на терет на државата. Или покрена кривична постапка против Оливер Спасовски дел од политичките партии, сметате дека има основа за кривично дело? Не за кривично дело, но за граѓански постапки, за надоместок на штета, за изгубена штета има простор и може да ги добијат тие случаи. Колку пари би ја чиниле државата ако се прифати вашиот модел додина товар на буџетот на Република Македонија? Јас не сум сигурен, но мислам дека ние во правобранителство направивме во еден период, зашто ние еве година дена се занимаваме со тоа, беше некаде 20 милиони, ама за сите лични документи. За сите лични документи. Сите И пасоши, лични карти, возачки. Што да се разбереме, тука се работи за лични исправи кои спротивно на уставот се издадени со стар образец. И тој процес од 2019 март, кога стапиле на сила уставните амандмани, до месец јули 2022. До јули 2022 година. Во тој период се издадени со старото лични документи со старото име, односно стариот образец. Тоа значи и лична карта, и сообраќајна дозвола, и возачка дозвола, и пасош. И тоа е недозволиво, зашто граѓаните, кога пристапиле 2020, 2021, првата половина од 2022, да извадат патна исправа, му е издадена со рок на важност од 5 години, 10 години, и ти после година дена му ја прогласуваш за неважечка, за нешто што не е вина на граѓанинот. Во тој случај државата треба, ако не друго, да сноси консеквенции во да си плати. Да си плати. Господин Сибери, фала многу. Ако некој не му беше јасно што ќе се случува во албанскиот кампус и на македонската политичка сцена, после ова интервју мислам дека веќе нема оправдање да не знае што ќе се случи. Благодарам на можноста. Се најдобро, фала многу. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со Насер Зибери. Ако ви се допадна ова емисија, ново дружење за сите кои сте мембари, мембрасе или користите опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Ефтов, вторник 22 часот и 30 минути, ново интервју недела 22 часот, до вторник е недела. Пријатно вечер Македонија, каде да си.